Еден човек од 100 кила да ослаби 10 кила, веројатно ќе му треба 3 месеци. Да, намалувањето килограми е спор процес, захтевен процес. Само упорниот човек успева, бидејќи сепак станува збор за човечко тело, кое што зависи од работата на една основна градбена единка клетка. Сега ние треба да знаеме таа клетка во која кондиција. Дали имаме одредено заболување, дали сме потполно здрави, дали сме физички активни. Сите тие комплетни процеси влегуваат во нешто што се вика секојдневен метаболизам. Тој метаболизам е индивидуален за секоја поединечна единка. И затоа велиме, немаме унифицирани начини на слабење, имаме индивидуални. И индивидуалниот пристап е секогаш оној кој што е најдобар. Затоа што онакви потреби како што има мојот организам, можеби вашиот организам ги нема тие потреби. Се сложувам, да. Телото наше е во најголем процент хормонски зависно, особено за женското тело. Машкото и женското тело прво и во градба и во хормонски состав се сосема различни. И не е случајно што мажите многу полесно можат да симнат килограми споредено со жените. Има логика. И сето ова се конструира хормоните, мускулната маса, градбата на телото уште во најрана возраст, односно најкритичниот период за секоја единка, адолесцентниот период. Ако тука сме направиле промашување на работите, сме под ризик фактор до крајот на животот, така да тераме.